Премиерно и официјално прва епизода на Socialize подкаст и тука имаме денеска една супер можност да си направиме муабет со Даниел Јанчевски, кој што е раководител на партнерска мрежа во UT Македонија. Се надевам дека ќе имаме доста интересна епизода, мислам дека доста ќе може да научиме бидејќи Даниел веќе како да кажам, многу долги години и во банкарскиот сектор и сега во финтек секторот и ќе можеме да научиме многу интересни работи, особено за сите теми кои што не засега. Даниел, ти благодарам денеска што си тука. Може ли не раскажеш на почетокот како дојде твојата транзиција од банкарскиот сектор во финтек, особено во делов со e-commerce, што е тоа што те влече со години кон овие работи и како се прилагодуваш во овие нови води интересни? Благодарам за поканата. Мојата интеграција во e-трговијата започнува со заснување на работен однос во UT Македонија, кој што во тој момент го нудеше единствен на пазарот на наменското кредитирање преку e-commerce. За волја на вистината, 3 години подоцна, се уште ние сме единствена целосно дигитална компанија која што оперира во делот на наменско кредитирање. Со тоа, самата специјализација сама по себе доведе да ние ги пратиме технолошко-техничките трендови, ги имплементираме дигиталните алатки, ги следиме светските трендови, се со цел да овозможиме на клиентите да имаат едно брзо, комфорно и одговорно кредитирање, а со тоа да пружиме безпрекорно корисничко искуство. Од таму, значи, мојот трансфер од класична финансиска институција банка во овој финтек сектор го направив целно, бидејќи сметав и се уште сметам дека има простор за уште поголем развој и дека понатаму иднината е во овој дел. Дали мислиш дека генерално има некоја желба кај македонскиот народ, баш онака се повеќе и повеќе се користат овие дигитални алатки, особено низ призма на e-commerce, онлайн купување и слично, кои се препреките што ги приметуваш кај нив и дали генерално има некоја недоверба во ваквите системи во Македонија, а има па голема доверба кон екстерни системи од странство кои што се пак многу популарни? Генерално, бидејќи живееме во време на брз техничко-технолошки развој, се повеќе луѓето имаат помалку време за класично кредитирање или наменско кредитирање, затоа секогаш се посегнува по таа алтернатива која што нуди подобри дигитални искуства. Од аспект на предности и можности во ситуацијата во Македонија во e-трговијата, генерално, значи, како предност го сметам тоа што се уште е нов финтек сектор и има можност за големо унапредување и има компании кои што нудат целосно дигитално искуство на клиентите. Една од компаниите кои што целосно се заснова на таа дигитализација, односно се заснова на автоматизација на процесите низ призма на вештачка интелигенција, низ призма на користење на машинско учење, сме токму ние како UT и настојуваме на секојдневно напредување со цел да овозможиме, како што претходно спомнав, безпрекорно корисничко искуство низ призма на одговорно и комфорно кредитирање. Дали луѓето се повеќе и повеќе препознаваат што значи едно безпрекорно искуство каде што немаш дополнителни прашања, немаш дополнителни чекори? Дали тоа го забележуваат со тек на време или уште им треба време да се привикнат и да сватат што всушност се случува? Јасно. Мора да сватиме дека живееме во едно традиционално општество каде што се уште за финтек индустријата има одредени стереотипи, меѓутоа постепено тие стереотипи се надминуваат. Се надминуваат од аспект на тоа што луѓето кои што еднаш одлучиле да ни веруваат, односно да влезат во нашиот екосистем, понатаму свесни дека нема скриени трошоци, свесни дека тоа што се пропагира е точно, односно нема дополнителни за нив излагања од аспект на финансиски ресурси, одлучуваат повторно да се вклучат во нашиот систем, односно повторно да аплицираат и понатаму тоа им станува на некој начин нивен лајфстайл. Супер. Во однос на тоа интересно беше и на Socialize, на настанот го имавте и како панел, имавте феноменално предавање со многу интересни бројки и слично. Како концептот кој што е уникатен од ваша страна во Македонија за купи сега плати подоцна, го имате интегрирано во целото ваше работење и колку луѓето тоа го препознаваат и веќе им е јасно што значи и колку може да го користат? Значи, Buy Now Pay Later, односно купи сега плати подоцна моделот е светски позната практика која што во Македонија иновативно ние имаме воведено. Ја имаме воведено бидејќи представува еден двигател во онлайн купувањето, односно врши една драстична промена на навиките.
Тоа е така поради тоа што на потенцијалните купувачи можноста купи сега плати подоцна им овозможува да купат одредена ствар сега, а да ја отплатат на неколку еднакви рати со 0% трошоци, почнувајќи од нареден месец, тоест добиваат грейс период од 1 месец. Не само за потенцијалните купувачи, овој модел е добар и за бизнисите, односно за предприемачите кои што пред се, значи, користејќи го и пружејќи можност на потенцијалните купувачи да ја користат оваа опција, добиваат зголемување на нивната продажба, она што генерално сите ги засега добиваат зголемување на просечниот износ на кошничката и одржуваат тековната ликвидност, бидејќи ние како јуте, овој модел средствата предприемачите ги имаат истиот најдосна наредниот ден во зависност од КИПС. Понатаму, значи, имаме голема база на клиенти со кои што меѓусебно може да соработуваме. Од аспект на како го воведивме и кои се нашите позадини, ние сме како јуте Македонија дел од групацијата јуте Естонија, која што Естонија како една од технолошко напредните држави, секојдневно, значи, сме во координација и комуникација со цел да имплементираме она што е во светски рамки добро познато, подкрепено со најнови дигитални алатки. Од тука, значи, ние на клиентите успеваме да им го доловиме она што во светски рамки е актуелно, а може да биде и тука. Се уште сме на добар пат кон развивање, има уште многу да се работи, меѓутоа нашата потенцијална партнерска мрежа во нашата држава изнесува над 1000 продажни места, склучени договори со над 700 партнери со тенденција за постојано зголемување. Од аспект на е-трговијата, значи, за вклучување во тој BNPL модел, имаме неколку начини на интеграција, односно за оние кои што потенцијално сака да го интегрираат овој модел, нудиме плагин за платформите WordPress, PrestaShop и OpenCart, за оние кои што имаат онлайн продавница која што се базира на кастом интеграција, нудиме API документација која што се имплементира и се овозможува на клиентите да можат да плаќаат на рати. Она што е интересен момент во овој наш BNPL модел е тоа дека од нашата статистика покажува дека различни старосни групи го користат овој модел, односно генерацијата Z го користи околу 37%. Тоа е добро. Да, Millennials околу 25% и понатаму, значи, Baby Boomers го користат околу 20% од портфолиото, што укажува дека тоа се високи бројки за таа генерација. Високи бројки за таа генерација, со тоа што укажува дека е многу лесен тој флоу, односно тој процес и дека може да го искористат и луѓе од различни категории старосни групи. Така што ние сме отворени за сите, ние нудиме решение кое што може да го искористат сите, сепак. Ние сме кредитна институција која што одговорно ги кредитира, односно им помага да стигнат побрзо до посакуваниот производ, без при тоа да имаат дополнителни трошоци. Значи, целата предност сега е дека го користите технолошкиот центар кој што го имате во Естонија, каде што се иновира, така се прави девелопмент на повисоко ниво, се прават работи кои што се револуционерни дури на светско ниво. Така е. И вие ради тоа што сте дел од таа групација имате можност тоа да го имплементирате тука. На корисниците им се дава едно искуство кое што е многу едноставно за користење. Така е. Каде, например, тука добавувачите, односно тие продажни места, каде имаат тие бенефит, например? Имаат бенефит со самото тоа што го нагласив претходно, значи имаат можност севкупниот нивен асортиман да го пласираат преку нас, односно нивните ствари да бидат купени од потенцијалните купувачи сега, а да бидат отплаќани на неколку еднакви месечни рати без при тоа да имаат дополнителни трошоци. Со тоа што, значи, клиентите го купуваат она за кое што од поодамна сонувале, меѓутоа сега имаат реално можност тоа да го остварат. Реално стануваат ликвидни во реално време. Апсолутно, Нема потреба да чекаат, можат апсолутно. веднаш тоа што им треба да го земат и да го плаќаат на рати. Тоа е клучно дека е и без камата. Апсолутно, значи ликвидни се не само потенцијалните купувачи, него не станува збор и ликвидноста на самите продавачи, бидејќи средствата од наша страна ги имаат, како што потенцирав, истиот најдосна наредниот ден.
Сега кога веќе сме на тие онлайн продавници, која ти е тебе омилена онлайн продавница надвор од ова сето тоа што го правиш и што е на пример некоја смешна интересна работа што ти се има случано во рамките на работење во што вака би сакал да ја издвоиш? Видете, по мене секој еден предприемач кој што одлучил да го мигрира својот бизнис онлайн или првично да отвори онлайн, самиот по себе е победник. По мене омилена онлайн продавница е онаа која што за клиентите нуди алтернатива од секојдневието, односно нуди нешто кое што е подигитално и нуди можност секако со интегриран BNPL, кога на еден сајт ќе пребаруваш без да имаш пречка во самото пребарување, односно многу лесно стигнеш до посакуваниот производ, при тоа имаш можност да го платиш, да го купиш сега, да го платиш подоцна, сето тоа е плюс за самите продавници. Од тој аспект, значи, по мене омилени онлайн продавници се оние кои што целосно се ангажираат да го подобрат процесот на купување на самиот потенцијален купувач кој што веќе се закачил на нивниот сајт и поддршка до сите кои што мигрираат кон онлайн купување. И бидејќи веќе се зборуваме за онлайн трендови, дигитални трендови, кој е на пример дигитален тренд кој што ти лично го следиш, кој што ти се допаѓа во последно време? Што е тоа што на пример те инспирира во оваа цела дигитална еко сфера, што е нешто што е интересно, што го следиш и што би сакал и да се имплементира во Македонија? Така, видете, значи ја најпрво на ова прашање би одговорил, скоро е и невозможно да работите во ЮТ Македонија да не бидете во тек со светските трендови, односно со дигитално напредните алатки, бидејќи ние како компанија имаме автоматизиран процес кој што почива на вештачка интелигенција, високо ниво на cyber security и она кое што нас не прави единствени, можеби моментално не единствени, меѓутоа први го интегриравме е идентификација на клиент преку регистрирана шема, биометриска шема за идентификација на податоци. И колку брзо оди тој процес? Тоа е интересно. Самата апликација е со безпрекорна точност, значи е поврзана со биро за издавање на документи, каде што првично се скенира лична карта или пасош, подосма се прави биометрија на лицето и точноста е 100%, односно јас секогаш милувам да кажам за тоа дека е многу поточно отколку верификација со физичко присуство, бидејќи човечки фактор може да утне, а машинско учење нема шанси. Нема шанси да утне. Со тоа што процесот на целосна идентификација на клиентот се брои во минути, можеби и во секунди, во зависност од тоа колку оној кој што го поминува тој процес е дигитално спремен за да одговори на потенцијалните прашања, односно потенцијалниот процес кој што треба да го помине. И ова се прави при секоја трансакција или еднократно додека не влезе некој во системот ваш? Значи првично доколку се работи за нов клиент, да, секако дека се прави автентификација, односно биометриска шема на податоците на клиентот. Понатаму, значи, одреден период, дали до промена на документ, бидејќи, као што кажав, сме врзани со биро за издавање на документи и секоја промена на документ, односно истек на рок на важност или промена по основ на губење на документ, препознава алгоритмот и повторно те води на процес да направиш верификација, односно дали е лицето тоа кое што аплицирал. Така што во овој момент можам да потврдам дека можноста за злоупотреба е еднаква на нула, бидејќи тоа некогаш била актуелна тема во поглед на финансиските друштва. Можноста за злоупотреба е еднаква на нула, секој поминува процес на идентификација преку регистрирана биометриска шема, така што тие стереотипи се одамна надминати и ги поканувам сите оние кои што биле скептици да го истестираат системот, да го истестираат. Види, ова е многу интересно поради тоа што кога се елиминира човечкиот фактор и пристрасност и нели сите тие работи што не тангираат како луѓе, кога веќе е толку автоматизиран, едноставно луѓето немаат причина да се плашат. И оваа интеграција на ЕА е многу интересна, бидејќи фактот што во Македонија се користи вакво нешто е стварно за поздравување. Зашто друго користите AI вие во вашето работење? Дали имате некои други процедури каде што вештачката интелигенција ви помага за друг вид на оптимизација, дали проценка на ризик тука е вклучено и некои слични работи, што може друго да ни раскажеш вака? Апсолутно, значи начинот на наше кредитирање, затоа неколку пати кажав одговорно и комфорно,
почива на автоматизација на процесите врз основа на AI и вештачка интелигенција, односно со вметнување на машинско учење. Така што севкупниот флоу од аплицирање до одобрување на кредитот кај нас е автоматизиран процес, односно во момент кога едно физичко лице внесувајќи ги своите податоци, односно матичен број, телефонски број и лични податоци, име, презиме, влегува апликација во нашиот систем, кој што позадински со претходна интеграција помеѓу Македонско кредитно биро и остали државни институции го проверуваме статусот дали секој клиент е вработен, односно колкави се неговите месечни примања и неговите месечни издатоци по основ на кредитни производи. Доколку еден клиент е во рамките на дозволеното DTI, односно Debt to Income, колку може да биде дополнително задолжен, односно дали има простор или нема простор, самиот алгоритам автоматски одлучува дали еден кредит е одобрен или не е одобрен, односно дали се одобрува посакуваната сума или некоја сума која што е реална да треба да биде одобрена. Исто така, врз основа на вештачка интелигенција и машинско учење почива и риск сегментот и нормално дека секој клиент во зависност од неговите, ќе кажам, кредитни навики во минатото спаѓа во одредена риск категорија која што дозволува понизок или повисок процент на ризик, односно одобрен износ. Така што генерално може да заклучиме дека севкупниот наш процес почива под автоматизација и човечкиот фактор е моментално минимизиран, а при тоа не е нарушен во ниеден сегмент стабилноста, односно заштитата на личните податоци на самиот апликант. Да, тоа е супер и претпоставам дека функционирате под строги правила како GDPR. Абсолютно. И останатите податоци кои што мора да бидат заштитени во однос на сите овие регулативи. Како, например, оди комуникацијата со крајните потрошувачи, колку, например, тие веќе се спремни и сакаат дигитално да комуницираат? Дали сакаат повеќе телефонски да комуницираат или има добар дел кој што дигитално комуницираат со вас? Дали преку социјални медиуми, дали преку други алатки кои што ги користите? Во зависност од клиентите, значи има категорија која што целосно функционира дигитално и има клиентела категорија која што сака да има физички контакт или да има телефонско јавување кон нашите агенти. Затоа ние моментално имаме неколку опции, односно сите опции кои што клиентот може да ги избере, ние ги имаме на располагање, меѓутоа следејќи ги светските трендови претендираме фокусот да биде на онлайн, односно да биде fully digital, со тоа што ќе го скратиме процесот на севкупно завршување на апликацијата. Дали генерално социјалните медиуми се попрефериран point of contact за луѓето или сакаат да речеме и по мејл да комуницираат и слично? Од вашето искуство, што на прва ти доаѓа на памет? Мислам дека се уште има голем дел кои што се одлучуваат на социјални медиуми да комуницираат со нашите задолжени агенти или служба која што одговара. Меѓутоа, како што кажав претходно, не можам да направам една паралела, дали е стрикно таму, мислам дека постојат у сите делови. Некои се телефонски, некои пишуваат на социјални медиуми, некои доаѓаат во филијала, затоа, како што потенцирав и претходно, ние сме се уште застапени и со филијала и кол центар кој што работи од 8 наутро до 10 навечер. Социјални медиуми кои што, во порака сме отворени да луѓето постават прашање и да одговориме во најбрз можен рок и секако дека кој како милува, така може да стапи во контакт со нас. Во поглед на модерниве дигитални трендови, работите што се случуваат на социјални медиуми, еве и LinkedIn како мрежа, знам бидејќи го зборувавме овој пред да почнеме со интервјуто, дека ти се допадна многу настапот на Јасмин Алич, колку на пример луѓето ја сваќаат важноста на социјалните медиуми и колку е добро да се позиционираш еве на такви канали како личен авторитет со сето тоа што го имаш поминато како искуство, сето ова што можеш да го споделиш на платформа како LinkedIn. Колку е значајна за тебе како личност оваа платформа и што е тоа што може да придонесе во иднина, па и за градењето на брендот на компаниите каде што работиме? Јасно, значи социјалните медиуми се неизбежен дел од ова ново секојдневие и доколку сакате да бидете во ритам со иновативноста и трендовите, мора да бидете застапени сегде помалку, дали на личен или на професионален план, секако дека во голем дел се од голема помош
и ја отсликуваат вистинската слика за нашето дејствување. Така што дефинитивно социјалните медиуми се маст кое што треба да биде. Тебе вака лична преференца, која ти е на пример омилена социјална мрежа? Што е кај ти е најзабавно, да бидам искрени вака? Мене искрено може да ме најдете само на LinkedIn, ме нарекуваат асоцијален бидејќи немам социјални медиуми. Добро, пак имаш. Така што LinkedIn си е LinkedIn. Го имам и си го користам на оној начин кој што сметам дека треба да го користам и секако дека една социјална мрежа треба да биде управувана така како што секој кој што ја отворил мисли дека треба да биде застапувана и тука нема, да кажам, правила на игра, бидејќи се работи за еден сопствен простор, така што отворен пазар публиката, односно конекциите или како и да се нарекуваат, одлучуваат кој е интересен, кој не е интересен. Така што и еве ако се осврнеме на Инстаграм, иако немам, нормално следам, можам да видам, тие фоловерси, следачи и слично се отсликување на тоа што некој го прави. Дали некој му се допаѓа или не, така што отворен пазар, креирајте содржина, правете што мислите дека е најдобро, публиката понатаму ќе оцени дали сте добри или не сте добри. И за крај, дали, например, еве една мрежа како LinkedIn може да се најде забавна содржина, може да се најде едукативна содржина, дали, например, ти со твоите конекции имаш одредени луѓе кои што ги следиш, од кои што учиш, колку е и тука, пошто знаеме дека е професионална мрежа, меѓутоа колку и тука го има елементот на забава и интересни работи и професионална доедукација? Апсолутно, значи мое лично мислење е дека сите социјални мрежи се поставени и почиваат врз основа на алгоритми кои што она што го следите моментално ќе ви излегува и во иднина, односно вие сами си ги креирате содржините со самото тоа што избирате конекции, односно линкови каде да ве води. И секако, значи како професионално дака може да се најде и на забавен дел, кај што може да ја користите, меѓутоа, пак ќе кажам, секој одлучува на кој начин, што бара, што преварува и што сака да гледа. Така што LinkedIn покрај професионална може да биде и забавна социјална мрежа и генерално да биде, можеби некој ја користи само за одредена комуникација со конекции, што и тоа е исправно, односно секој одлучува на кој начин ќе действува на тоа поле. И бидејќи ги спомнавме за крај малите бизниси, односно стартапите особено, и бидејќи мислам дека генерално сите ќе се сложат дека иднината е дефинитивно во таа стартап заедница да се иновираат работи, да се отвараат мали бизниси, Така. да расте целиот тој екосистем во Македонија. Што е тоа што би ми препорачал ти на малите бизниси, на стартапите кои што се во зародиш, во поглед на начинот како да продаваат онлайн? Вака, значи, мигрирањето кон онлайн продавање бара генерално ангажман и професионалност. Значи, никако не смеат да го занемарат делот дека нема физички контакт, него е онлайн и треба да се занемари. Значи, треба професионален пристап, треба следење на светските трендови, треба интегрирање на алатки кои што се дигитални, треба поставување на професионални маркетинг активности и градење на персонализиран бренд и идентитет. Понатаму, значи, кога во компилација овие ствари ќе бидат визуелно забележани од потенцијалните купувачи, е многу полесно вашата онлайн продажба да на некој начин забележи бум. Така што со развојот на дигитализацијата и за тие стартапи е многу полесно да стигнат до дополнителни податоци или бази на податоци или да пребаруваат светски трендови, така што се е до мајндсетот кој што го поставуваме пред да отвориме одредена продавница. Дополнително на тоа, значи, моментално во нашата држава јас познавам низа на компании кои што се активно занимаваат идејата за креирање на онлайн продавница да ја претворат во реалност во многу брз период, каде што покрај самиот визуелен ишоп овозможуваат и целосна контрола на залихи, финансиски средства и слично. Една од тие компании е наш соработник кој што топло го препорачувам на некој кој што топрва сака да се одлучи за онлайн сајт, е Вендор, Бобан и Дејан од Вендор, кој што имаме одлична соработка и функционираат баш онака следејќи ги светските трендови и им помагаат на стартапите, малите бизниси или на оние кои што допрва сакаат да почнат, да го развијат својот бизнис на едно ниво каде што треба да биде и
нормално да биде имплементиран и нашиот модел Buy Now Pay Later, без кој што, еве, ја искрено мислам дека во иднина нема да може да се воспостави една онлайн продажба доколку на клиентите не биде сервирано можноста за отплата на неколку месечни рати, односно можноста за самостојно сервисирање на својот буџет. Значи, клучно е дигитална писменост, разбирање некакво на дигитален маркетинг, поставување добар брендинг, имање добар партнер конкретно како вендор и имање опција на БНПЛ поради тоа што како што се навикнати луѓето во физички продавници да имаат опција да платат на рати без камата, сега тоа го имаат онлайн каде што им е 10 пати полесно поради тоа што од мобилен или од дома можат во било кој момент да го направат тоа. Така е, Владимир, сите тие сегменти се битни и мора да ги има една современа онлайн продавница, меѓутоа кога зборуваме генерално за нашиот BNPL модел, односно купи сега плати подоцна, морам да потенцирам дека не е само за онлайн, него важи и за физички продавници, односно целосно дигитализиран процес може и во партнерската мрежа со физичко присуство, каде што со скенирање на QR код преминувате кон креирање на апликација и ја завршувате истата преку таа биометриска шема и подпис на лице преку место. телефон на лице место. Така Да, што тоа стварно е добро. нашиот модел е фокусиран кон онлайн, меѓутоа исто така нашата партнерска мрежа има над 700 физички продавници кои што работат со нас и сите оние кои што се уште не веруваат во онлайн плаќање, односно имаат некакви одредени стереотипи околу онлайн купувањето, ги поканувам да ги посетат нашите партнери во физичкиот дел, да го искусат тоа дигитално искуство и како што милува да каже нашата колешка од PR, да влезат во нашиот екосистем и тоа да им стане нивен лајфстайл понатаму. Даниел, ти благодарам многу за присуството, беше многу интересен разговор денес. Благодарам, Владимир.